Почитувани припадници на армијата, почитувани колеги, мора да го искоментирам соопштението на НСО, вчерашното соопштение на НСО, односно жалопојките и жалењето, повише жалопојка и жалење отколку е соопштение. Но ајде да го образложиме нивното. Зголемување на вредноста на бодот на минималната плата и ревидирање на правилниците. Како прво, не постои минимална плата во армијата, бидејќи Славјанка Петровска го измени законот лани во 2024 и ја избриша минималната плата и ја замени со 606 бода. Со тоа што министерот за одбрана има дискреционо право само он да одлучува дали ќе се зголеми бодот или не, односно дали ќе се зголеми плата. Така да овде овој наслов минимална плата, не постои минимална плата во армијата. Значи, барате зголемување на минималната плата за 20%. Исте одбиени бидејќи министерот вика дека нема пари. Пари има, но нема за армијата. Бидејќи ставот на Министерството за одбрана е никогаш да не се зголеми платата на припадниците на армијата. Тоа е многу јасно. Вакво барање пред повеќе од година и пол поднесов исто и јас и барав 30% зголемување на платата и истото беше игнорирано од Министерот за одбрана. Затоа ова е една голема манипулација што и само ги замајувате и припадниците на армијата, бидејќи како прво не постои минимална плата, како второ постои само 606 бода кои што се донесени незаконски и противуставно, и затоа овој синдикат поднесе иницијатива до Уставниот суд да се бутне таа одредба која е дискриминирачки противуставна и незаконита. Не може платата на 7400 припадници на армијата да зависи од волјата на еден човек. Значи тоа не може. Тоа дискреционо право негово е дискриминирачко и на штета на припадниците на армијата. Место да се приклучите на како синдикат на иницијативата што веќе ја поднесов, вие преговарате за нешто што го знаете веќе одговорот. А и многу не ви е гајле за платата на припадниците во армијата, бидејќи ти како председател, како полковник зимаш колку 60.000 плата? Многу ти е гајле за војникот во Тетово што зима 30.000 плата. Значи, од лани јануари 2024 никој не мрдна со мал прс да е зголеми платата, иако се зголемени трошоците за храна и за живот во државата, но платата на припадниците на армијата не се зголемува, оти не сака да ја зголемат. И ете тоа ви го рекле и ова вака не се решава. Нема пари. Има пари. Ако не сака да се зголеми платата вака на фин начин се знае. Протест и штрајк. 2500 члена имаш. Ја ли треба да ти кажам како треба да се прави? Нема плата, ќе се молјакаме сега со месеци, со години, имало, немало. Најголемиот буџет во историјата на Министерството за одбрана, нема пари за човечкиот фактор, а има пари за оружје и опрема. Така? А кој ќе го управува тоа оружје и опрема? Луѓето. А луѓето? Пари за луѓето? Нема. Сите земји околу се зголемува стандардот, сите НАТО припадници, сите НАТО членки, сите комшиски земји околу нас ја зголемија платата на припадниците, тоа не еднаш по 2-3 пати ја зголемија во овие 2-3 години. Само кај нас замрзнати се. За никада не се зголеми со тие 606 бода што се донесени. И не е ова начинот да се молјакате и да молите за зголемување. Нема зголемување, има друг начин како синдикатите да постапат. Ама треба да знаеш. Второ, решавање на статусот на ПФВ. НСО бара регулирање статусот со пензионирање на војниците. Ова ја 4 години го барам и ја го решив со законско решение кој го поднесов во собрание на 3 јуни. Тоа што они не сакаат да го изгласаат, тоа е нивни проблем, тоа е нивниот став. Еве и самите ви рекле дека немаат позитивен став за тоа барање.
ќе ви информирале со писмен план и анализа што ќе дополнително ќе биде доставена. Зашто? Да ги замајувате војниците уште 15 години? Ви требаше 15 години да побарате решавање на статусот на ПФВ. Нема потреба. Има кој бара за нив. И тоа се реши со дискриминацијата. Војниците имаат избор. Тие што ќе поднесат тужба, ќе добијат решение на неопределено време и право на пензија, согласно законот за служба. Тие што нема да поднесат, нема да добијат. Ќе си одат на 45 дома. Просто е прашањето. И просто е одговорот. Значи, само ги замајувате војниците, кога деме еве сега притисок почна да вршат, еве нешто работиме за војниците. Многу ти е гале за војниците. 15 години прво барање и тоа копи-пасте на моено. А ја ова го имам 100 пати побарано и предложено у закон. У собрание. 6 месеци седи у собрание некој да го изгласа. Надоместоци за патни трошоци. Се регулира тоа. Што непотребни прашања. Бенефициран стаж. Бенефициран стаж. На тие што им следува бенефициран стаж, не зимат како што треба бенефициран стаж. На тие што не им следува бенефициран стаж, им дават бенефициран стаж. Два закони хаос у армијата. Дискриминација колку сакаш. Жените, припадници на армијата, според закон за служба, одат у пензија со 38 години стаж. Жени, според закон за вработените во одбраната, вработени во министерството, што се цивилни лица, одат со 35 години стаж. Тоа не е дискриминација. Тие што носат оружје и униформа на 38 години, а тие што седат у канцеларија на 35 години. Како така? А мажите и таму и вамунче на 40 години. Сега и мажите се дискриминирани. Не дупла, тродупла дискриминација. И меѓу жените, и жени меѓу мажи. И мажи меѓу мажи. Катастрофа. Место да решите нешто што може да се реши согласно закон, вие регулирање. Што регулирање? Се знаат што се проблемите. Ќе ги посочиш тоа треба да се направи. Исплата на заостанати обврски. До кога ќе молите исплата на заостанати обврски за нешто што го пише у закон и у колективен договор? До кога? Да молиш да се исплати регрес за годишен одмор, јубилејни награди? Па пишено е да кого му следува и како му следува. Јубилејните награди им следува да не куп луѓе им ги одбиваат, не сака да им ги исплатат, неќат пари да дават. А пишува у законот све. Место да ги насочите луѓето како да го остварат правото, вие се молјакате тука да се исплати од 2019 преку времени работи. Срамота е. Луѓето 21 веќе си поднесуваат тужби, илјадници тужби има за ова. Срамота е да молиш нешто што го има закон, да молиш да се исплати. Инвестирање и подобрување на условите за работа. Се инвестира само во објекти и канцеларии кај што седат тие со најголеми плати. Тие што работат, види војниците у какви услови, стражарите. Дали си излегол од канцеларија да отидеш у некоја стражара да видиш како е? Да излезеш од Министерство за одбрана, од твојата убава канцеларија со кожна фотелја, да видиш како е на стража? Дали има вода, дали има храна, да видиш војниците што седат? Што ќе се инвестира? Во кои услови за работа? Ништо не е инвестирано. Лажги со опашки. Редовна комуникација. Молиш за да се состанувате поредовно, па тоа го пише у колективниот. Секој министрот има обврска со секој синдикат да се состанува на секој 3 месеци. 4 пати годишно минимум. И по потреба повише пати. Шо има да се молјакаме? Не сака да се состане, има начин како да се формираат луѓето. На протест. И готово. Штрајк, што ќе се молјакаме да се видиме. Една година бараш средба, еве ти оствари средба. И на една годината еднаш треба да се видите. Срамота. Срамота. Се знае ставот на Министерството за одбрана. Со никој синдикат не сака да се работува. Со никого. Последен пат и јас се видов лани на 25 ноември. И од тогаш вети дека ќе викне пак за една недела од тогаш, значи до 2 декември, и еве го 54 недели помина, не викна. Значи не сака да се работува, не сака ништо да решава. Јасен е ставот, се знае како ќе тераш после работите. Во други институции, со притисоци, со јавно, со протести, со штрајкови, со тоа.
Ке се молјакаме тука. Министерот побара да не се злоупотреба боледувањето. А зошто се злоупотреба, знаеш ли? Мобинг, дискриминација, малтретирање на работно место. Војници имаат по 500 до 1000 денови, бараат да ги користат за нивни потреби, кои им требаат. Бараат да зимат денови кога се болни за да не вадат боледување. Не им ги даваат. Затоа зимат боледување. Оти у катастрофални услови работат, оти ги малтретираат, оти идат на стража, се враќаат еден ден, ги пуштаат слободни, после пак ги викаат на стража. Тие луѓе немаат семејства, не треба да ги видат своите деца дома. Само работа, 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 работа и само работа. Затоа се злоупотреба. Има начин како да се реши тоа. Ама кога ќе престане мобингот и дискриминацијата и малтретирањето, и кога ќе се почитуваат сите права, и да има колегијалност и ред, дисциплина, а не со закани и со притисоци. Што со закани и притисоци? Ништо нема да се постигне. Се е ова мачки на кашлица, жалопојки. Се што е прашано, све е одбиено. Ништо. Што ги соопштуваш членовите? Ништо не ги соопштуваш. Дека ништо, нема поголема плата, нема ништо, нема став за статусот, нема за ништо. Све ке. Знаеш колку пати си изнаслушавме на тоа ке? И тебе дојде да те дриблат. 2500 члена имаш. Ало? Треба некој да ти каже како треба да работиш. Дај ми ги мене 2500 да видиш ја што ќе направам. За 24 сати, а не за една година. Лесно е да наследиш синдикат со 2500 члена. Оди почни од нула напред синдикат да те видам. И со сите сопки и притисоци. А не скомот на тие сега. И сега ајде ќе замајуваме луѓе, ние баравме. Што баравте? Се ви кажа не. И сега што ќе правиш? Ќе излезеш на протест. Ќе направиш штрајк. 7400 луѓе не добиваат покачување на плата скоро 3 години. Трошоците плафон. Платите замрзнати. Што ќе правиш? Ништо нема да правиш. Ќе ќутиш и ќе ги лажеш како и до сега. Тоа правите вие. Не сте ни С од синдикат. Соопштенија они правеле. Жалопојки, уште да се расплачете. Значи не се прави така. Ама и не знаете како треба. Барем препишете нешто од овој синдикат, како треба. И како се бори за правата за припадниците и како треба. Поздрав!